Министерството за внатрешни работи почна со истрага по наводите на очевидците дека големиот пожар кај Жилино бил предизвикан од пиромани кои тркалале запалени гуми по ридот. Од Центарот за управување со кризи велат дека пожарот поради ветерот и тешкиот терен има ризик да се прошири, а против пожарните екипи интензивно се борат со густиот чад и огнената стихија. Надлежните со полна сила работат на локализација на пожарот и спречување на негово ширење. Постои основано сомнение дека пожарот е подметнат од човечки фактор. Истовремено шуми горат во 4 општини, во Нивичино, општина Василево. Пожари има и во Грешница, општина Македонски Брод, и меѓу прилепските села Царевич и Смолани. Речиси на сите локации гори ниско стеблеста шума и ниска вегетација. Силниот ветер го здиве пожарот и кај Велес, кај селата Джидимирци, Крушје и Ванковци. Под контрола се веќе ставени пожарите кај село Николич во Дојра, пожарот во општина Демирхисар, како и пожарот во општина Македонски Брод кај селата Црешнево, Локвица и Крапа, каде постои минимално внатрешно догорување. Во текот на денешниот ден, согласно планот за ангажирање на ресурси на главниот штаб за управување со кризи, покрај територијалните противпожарни единици и екипи на јавното предпријатие Национални шуми, на пожарот кај селата Царевич и Смолани во општина Прилеп, ангажирани се 2 трактори на Дирекцијата за заштита и спасување за воздушна интервенција. На пожарот кај селото Нивичино во општина Василево интервенираат 2 хеликоптери, еден на Министерството за внатрешни работи и еден хеликоптер на армијата. За поддршка на терен ангажирани се и 2 специјализирани возила Принцгауери на Дирекцијата за заштита и спасување, како и 15 на припадници на специјалните полициски сили. Во меѓувреме на територијата на целата држава е прогласена кризна состојба. Активиран е ЕУ механизмот за помош, што во пракса на службите им овозможува да побараат помош од земјите членки при справувањето со пожарите.